Добро вечер за Долно Којнаре. Ви благодарам на сите за вашето присуство тука. Благодарам на вашата истреност, на вашата стрпливост и на вас, но и на сите граѓани на Македонија, што изтрпеа, што истраја овие 2,5 години. 2,5 години на криза, 2,5 години на деструкција, 2,5 години на понижување на македонските институции, македонскиот народ, 2 години обид да се фрли на колена и македонската држава и македонската нација. Но доаѓа денот. Уште многу малце денови има. Последната недела е. Доаѓа денот до кој дојдовме со многу отстапки, со многу разумно водена политика. Дојдовме до денот во кој што ќе се овозможи на македонскиот народ самостојно, слободно да одлучи за сопствената држава. Доаѓа 11 декември. Тоа ќе биде празник. Празник во кој што македонскиот народ ќе покаже дека никој освен него и никој во негово име не може да одлучува и не може да ја крои судбината на Македонија. Само македонскиот народ е тој што може да одлучи за Македонија. Почитувани присутни, ние подготвувавме и работевме и се подготвувавме за оваа кампања со програма, со проекти, со рокови конкретни, со тоа кој и во кој рок ќе ги заврши тие проекти. Проекти кои што се насочени кон подобрување на инфраструктурата, проекти кои што се насочени кон земјоделците, проекти кои што се насочени за подобро здравство, набавка на нови апарати, училишта, градинки и така натаму. Внимателно ја креиравме програмата. Добро обмислени проекти, проекти што ќе донесат подобрување на целата состојба во државата. Особено ни беше важно да креираме во програмата проекти или да предвидиме во програмата проекти со кои што ќе се креира или ќе се овозможи креирање на нови работни места. Знаеме, свесни сме дека невработеноста е еден од поголемите проблеми во Македонија. Но тоа е проблем што го наследивме. Тоа е проблем кој што ни го оставија како лош легат нашите политички претходници. Луѓето од СДСМ. Тоа се истите луѓе. Истите луѓе со истите навики, кои што денеска се нудат како алтернатива. Тие што оставија Македонија со 38,8% невработеност, денеска се нудат како луѓе кои што ќе донесат живот. Тие што целата држава ја оставија во апатија, економијата ја оставија да тоне, тие денеска се нудат дека ќе донесат живот во Македонија. Тоа е лага и тешка хипокризија. Тоа е дволичност. Ја темелат целата нивна програма на лажни ветувања. Се обидуваат со ефтини трикови да го прилажат сопствениот народ. Тоа не е честно. Тоа не е патриотизам. Тоа не е начин на кој што се сака својата земја и тоа не е начин на кој што се работи за својата земја. За својата земја треба да се работи посветено, искрено и честно. За својата земја треба да се работи со многу знаење, со многу самооткажување, со многу конкретни идеи и со визија за тоа како и во кој правец треба да се развива и економијата, но и сите други области на живењето во една земја. Другава страна, не гледаме ниту знаење, не гледаме и ги гледаме истите луѓе, ги гледаме истите луѓе со истите навики, а уште помалку гледаме честност. Не може да ни продава честност заев. Не може едноставно човекот кој што го видовме како ладнокрвно, со цигара во уста, бара по 1 евро од метар квадрат, да продава честност.
Не може да прода честност некој човек кој што легализирал објект, хотел, кој што не постои. И не може да продава честност некој кој што се здружил со некого и направиле план за редефинирање на државата. Во нивната програма, на страна 163, предвиделе политипни општини. И излажале и тука, пробале да манипулираат. Тоа е кантон, затоа што објасниле што значи политипна општина. Политипна општина значи префрвање на ингеренциите од централно на локално ниво и тоа на сериозни ингеренции на Министерството за внатрешни работи. Ова ќе значи градоначалниците под себе да имаат униформирана наоружана полиција, која што ќе поставуваат они началници, командири, ќе вработуваат, ќе имаат под себе и лица и одделенија во кои што ќе се издаваат пасоши и лични карти. И веројатно тоа име со цел да гледаме нови чауши и нови афери како што ги креира СДСМ. Ова не е програма која што нуди прогрес. Нивната програма не е програма која што нуди напредок. Нивната програма е програма прва која што е препишана и програма која што нуди полошо. Затоа, почитувани граѓани, сакам да апелирам секој од вас да размисли што добива на овие избори. Тоа е значајно. Што ќе добие со програмата на ВМРО? Дали ќе се реконструира некој пат? Дали ќе добие повисока пензија? Односно, дека ќе добие повисока пензија 10,25%, или дека ќе се покачат платите, или дека ќе се набават нови апарати во здравството. И тоа е значајно. Значајно е да се види што секој од граѓаните ќе добие. Но исто така, сакам да апелирам секој граѓан, секој човек, сериозно и длабоко да размисли што секој од вас, што секој од нас, што секој граѓанин на Република Македонија може да загуби. Џабе е и пат, џабе е и болница добра, џабе е и нов апарат, џабе е и повисока пензија, ако немаме држава, ако немаме идентитет, ако немаме горда, исправена и силна нација. Затоа на овие избори ве молам секој од вас да размисли што може да загуби. Но јас, за разлика од Заев, за разлика од Чекеринска, за разлика од луѓето од СДС, јас верувам во сопствениот народ. Јас знам дека македонскиот народ е мудар, силен, храбар, истраен. Знае да процени и знае да оцени. Знае да избере и да заземе страна. Затоа што за македонскиот народ една страна има. Една држава. Тоа е Македонија. И затоа на 11 декември целиот народ ќе застане позади бројот 1. Број 1 за една Македонија. Број 1 за единствена Македонија. Да се здрави живи. Да живее Република Македонија. Благодарам.